По вчерашниот настан кој се случи во општина Велес, каде 57 годишен маж се обиде на свиреп начин да ја убие својата сопруга, денес реакција пристигна од Сдруженијето на граѓани Sky Plus од Струмица, кои работат во интерес на жртвите на семејно насилство. Тие бараат најостра казна за сторителот. Ние, како организација, најостро го осудуваме вчерашниот фемицид во Велес. Работиме секојдневно на подигнување на свеста за препознавање на насилството и на времено пријавување. Сите чинители во општеството треба посилно да влијаеме токму на оваа тема заедно со вас медиумите. Ги повикуваме Основното јавно обвинителство Велес во соработка со СВР Велес да поднесе обвинение за обид за убиство при вршење семејно насилство и очекуваме од судот да изрече најстрога казна и изрече казна затвор од најмалку 10 години. Имено до судија на претходна постапка од Основниот суд во Велес, јавниот обвинител достави предлог за определување на мерка притвор за осомничениот. За настанот денеска информираат и од СВР Велес. Според полициските записници, настанот се случил на 4 ноември околу 22 часот и 45 минути. Како што појаснува портпаролот на СВР Велес, Верољуб Додевски, лицето било преведено во полициска станица, а по целосното документирање на случајот ќе биде поднесена и соодветна пријава. На 4.11.2020 година во 22:45 часот во секторот за внатрешни работи Велес било пријавено дека 57 годишна жена била физички нападната од нејзиниот сопруг, при што и се нанесени тешки телесни повреди. Лицето е приведено во полициска станица Велес. По целосно документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава. Од струмичката организација истакнуваат дека препознавањето и пријавувањето на семејното насилство мора да биде ставено скала погоре во општеството. Сметам дека како организација која покрај другите активности досега покажавме дека ниту една жена која се осмелила да го пријави насилството не останала згрижена. Имено, Центарот за жртви на семејно насилство во Струмица досега пружи помош и поддршка на околу 50 на жени од почетокот на оваа година. Според истражувањата во нашата земја, во повеќе од 80% од случаите убиство се случило во заедничкиот дом или доколку била отпочната постапка за развод, во домот на родителите на жртвата. Во најголем дел од случаите, убиството е извршено од страна на сегашниот или поранешниот партнер. Во случај кога семејното насилство не се пријавува или пак релевантните институции на жртвата не ја обезбедуваат соодветната заштита, тогаш резултира фемицидот. Со ратификацијата на Истанбулската конвенција, земјава е превзема и врската за препознавање на фемицидот како посебно кривично дело, за кое ќе се води и посебна статистика, зашто досега, како најчест извор на неофицијални статистички податоци, се користат известувањата на медиумите.